за да пријават прекршување детски права. Според Меѓаши, од нив 25 биле деца, 182 возрастни лица, а имало и 17 анонимни повици преку електронска пошта и преку Facebook. На отворената SOS линија во детската амбасада Меѓаши се регистрирани 225 јавувања, од кои 25 се деца, 182 се возрастни лица, а 17 се непознати кои контактирале преку електронска адреса или Facebook. Во полугодишниот извештај на Меѓаши се наведува дека е забележан зголемен процент на контактирање на SOS телефонот од страна на децата, но наведуваат дека сепак е неопходно и натаму интензивно да се работи на охрабрување на децата и младите, а да се јават за да се информираат или за да пријават прекршување на нивните права. Кај децата јавувачи карактеристично е што на SOS телефонот се имаат обратено двојно повеќе девојчиња, поточно 16 отколку момчиња, чиј вкупен број е 8 и имаме една анонимна дојава. На детскиот SOS телефон за деца и млади 0801 22 22 во првите 6 месеци се имаат јавено вкупно 225 деца, но она што најмногу не загрижува е од тие 225 деца, односно јавувачи, дојави, 56 се пријави, дојави, поплаки од институционална несоодветна постапка, занемарување и злоупотреба по најдобриот интерес на децата во одбрана на заштита на правата на децата. Тоа всушност на некој начин и директен одговор на прашањето зошто малку деца се јавуваат, а се јавуваат повеќе возрастни на детскиот SOS телефон. Од една страна децата ги охрабруваме да пријавуваат насилство, злоупотреба, родоскрнавање, инцест, прекршување на правата на децата, ги едуцираме децата за правата на децата да препознаваат што е злоупотреба. Од друга страна немаме доволно сензибилизиран кадар кој треба институционално да ги заштити децата, затоа што неколку пати досега имаме нагласено дека не сите родители се одговорни родители, знаат како да постапат по најдобар интерес на децата. Во тој случај државата треба да ги преземе ингеренциите и да ги заштити овие деца. 19% од проценти од 225 дојави висока бројка на институционална злоупотреба, занемарување и несоодветно постапување по најдобриот интерес на детето. Оно што исто така не загрижува, 10 дојави за сексуална злоупотреба, педофилија и инцест, од кои 2 деца има основни индикации и сомнеш за родоскрнавање. Останатите се на децата им се познати сторителите, најблиски роднини, пријатели, некои со кои децата имаат стекната доверба и ги познаваат. Исто така, сакам да нагласам дека и висока бројката на дојавувачи кои пријавуваат злоупотреба на детскиот труд, најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, меѓу кои питачењето. И како времето минува, така дојавите за деца чиј труд се злоупотребува се интензивира, а уште пострашно е што годините на злоупотребените деца е на возраст од 0 до 5 години. Според етничката припадност на јавувачите, најголем број 66% се македонци, 12% роми, 9% албанци, додека на 29% не им е позната етничката припадност. Овие податоци, како што велат од Меѓаши, укажуваат на потребата од поголема популаризација на SOS телефонот меѓу различните етнички заедници и нивно охрабрување да ги пријавуваат и да не премолчуваат за одредени прекршувања на детските права, како што се физичко и психичко насилство врз децата во семејството и надвор од него, сексуалната злоупотреба. SOS линијата за деца и млади функционира од октомври 1993 година и досега се регистрира